Јас сум Јас сум она што не се гледа на Инстаграм. Амбициозна. позитивен. Широка насмевка. Љубов. Јас сум мог. Јас сум храбар. Јас сум другар. Секогаш се слушувам, советувам и помагам. Јас сум доволна. Астрологијата ми вика да дигнам мрачна периодов. Јас не сум склона кон депресија општо како карактер и како темперамент, но сум склона кон анксиозност и мислам дека лани го допрев ното оваа анксиозност дефинитивно. Многу се внесувам во приказните на другите луѓе, многу голем емпат сум. Чувствувам дека ти си тежок љубовџија. Сум. Леле. Да, јас сум романтична душа, што да ти кажам. Сиром. Така, тоа ми беше, не знам, можеби прво кршење на срцето. Прво нешто што ме скрши, така малку ме раздрма. До кога можам јас да чувам, кога капка фали да ми прелија, кога свет се руши, се јас губам, а глумам кога да ништо не ми е. Имаше еден конкретен настап летово што ми беше исклучително тежок. Од секогаш ме поддржувале безрезервно, никогаш не ми рекле што у Македонија пеачка. Тоа што го пеам навистина искрено и нешто што е дел од мојот живот, а не приказан што некој друг ми е напишал само да испеам. Така да не знам, стварно ми е тешко кога зборувам на овие теми, иако ете помина некое време, ради тоа и можеби сакав малку да го одложиме гостувањето кај тебе, зашто знаев дека ќе се вознемирам. Многу се радувам кога ќе почне ресет, кога ќе дојде време да се видиме повторно, да се дружиме и да зборуваме на многу интересни теми, особено кога знам дека сите не засегаат кога станува збор за менталното здравје. Пред да ви ја представам денешната моја гостинка, сакам да ги поздравам нашите поддржувачи на Ресет, а тоа се Dongfeng, еден од најголемите производители на автомобили, познати по својата сигурност и иновативна технологија, брендот кој нуди широка палета на модели од економични градски возила до модерни SUV и електрични автомобили. Smart Living, кои се создадени за модерен начин на живот, комбинирајќи функционалност и елегантен дизајн. F-Stop Pro фотокамера шот со целосна професионална опрема и современо осветлување за врвен квалитет и фотографии и видеа. Впрочем, и овие микрофони доаѓаат од нив, така што ако нешто сакате вака да снимате подкаст или нешто за некоја друга намена, слободно може да се обратите на нивната адреса. Морам да ги споменам нашите поддржувачи кога станува збор за тоа како изгледам. Тоа се Fashion Group. Денеска сум, како што добро знаете во секој подкаст, обличена во манго и ова денеска што го гледате е дел од нивната нова колекција, така што обратете се и кај нив ако сакате нешто да најдете што ќе биде совпадно со вашиот стил. Octay City Hair Studio. Гледате, денеска ми е баш добро стилизирана косата и шминка секако, професионални и секогаш на висина на својата задача. Не можеме да ги заборавиме оние луѓе кои што излегуваат во јавноста со голема цел, а тоа се студентарија и тие колку што нас безрезервно не поддржуваат кога станува збор за менталното здравје, тука сме и ние за нив кога станува збор за студентскиот живот. Сите информации поврзани за студентите можете да ги најдете токму таму. И како последни и секако важни, Слободен печат, нашиот и ваш, верувам, умилен весник, станува дел од нашата култура и секако дека нуди релевантни и навремени информации од земјава и светот. Многу ми е драго денеска да одвоиме време за личност кое што лично си ја обожавам. Не можам да кажам дека имало момент кога не сме се насмеале или не сме си споделиле некои убави моменти заедно. Насмевката е сигурно нашиот заштитен знак. Девојка која што плени со својата енергија, се двои од музичката сцена и дефинитивно ветува дека ќе остане тука за многу подолго тоа што некој можеби се сомневале во неа. Незиното име е Теа Трајковска. Теа, добре ми дојде. Се гледаме малку цвеќева, знаеш, ама ќе морам вака да се навалам. Ти одговара и цвеќето во таа буја и твојата шминка денеска вака планирано ли? Црвенив на оваа убава најава. Пред се ти благодарам и на поканата и на убавите зборови. Знаеш дека ги мислам и јас за тебе онака максимално и дека многу те почитувам и сакам. И баш ми е мило што сум делете од оваа твоја нова приказна и се надевам дека ќе се направиме убав и инспиративен муавет. Како си ми? Ајде вака за почеток. Јас и ти
и кога и да се сретнеме, знаеш, вака ни е супер, убаво, знаеш, комфортно да се зборуваме на било која тема, астрологија да ја спомнувам, нека сакаме некојаш да прочекаме таму што се случува. Како си ти, што пишува кај тебе во твојата астрологија денеска? Јас сум добра. Морам да признам и да им откриам на твоите гледачи дека ти кажав дека астрологијата ме вика да дигнам мрачна периодов и сакав малку да исхибернирам овој месец, меѓутоа ете морав за тебе да направам исклучок. Ке се помести се, ке се намести таму горе за Така да доеш. мора да се намести. Сепак на целова е нели Бог, така да верувам дека ќе ни помогне да направиме добар муавет денеска. Инаку сум добра. Доста динамичен период имам, исполнет сум многу работни обврски. Имаме баш убави професионални планови оваа година со мојот тим, така да се надевам дека ќе ми донесе нешто во 2026. Спомнав на почетокот на гледачите дека си добра во астрологија, така некако да го почнам и се сеќавам добро кога се мислев дали да го почнам овој проект или не. Се двоумев. А јас тогаш не ни знаев зашто се работи. Ти не ни знаеше. Да. Бевме сенати на кафе и мене ми велиш, ајде викам, нели ке ме гледаш астрологија, ајде ме гледа. Друштво мое, таа гледа и таа вели, ти ќе почнеш нешто таму во октомври, како беше ноември, нешто ќе ти почне, окей, ќе оди, ама вика од наредната година. А допрва ти оди доброто Допрва да знаеш. доаѓаат некубави Да. работи. Што та треба да значи? Од кога ти вака знаеш да гледаш? Па не гледам, астрологијата е наука и мене ми е хоби. Имам многу блиска и драга пријателка што е професионален астролог, морам да поздравам и неа, Марина Говорко. Па ете и од неа многу работи научив. Не знам, некои 10 години веќе како се занимавам, како се интересирам за астрологија. Хоби некој, така? Па да. Да, Замисли сладко да беше хоби. професионална нова поле. Некако не знам дали би можела да го работам ова како професија. Многу се внесувам во приказните на другите луѓе, многу голем емпат сум, иако можеби не изгледам така на прва и така не знам дали би можела да живеам цело време во тугите проблеми, малку се моеве и од тугите проблеми да живеам. Има ли крај на тие проблеми? Ја не знам како да го почнеме овој разговор, не сакам да вртиме веднаш на таа страна. Не вртиме од одма на проблем. Да. Меѓутоа, што и да е, ќе ти дадам еден убав комплимент, баш убаво изгледаш, свежо. Фала ти Со многу. некоја убава енергија, свежа и ако велиш дека имаш сега следни проекти, се гледа дека се вложуваш во тоа и тоа излегува на површина. Ти благодарам многу. Навистина работиме некако, многу сме фокусирани на музика годинава. Спремаме албум со мојот тим, пред се со Лазар Цветковски, морам да го поздравам. Знаеш дека е мој долгогодишен соработник и многу Поздрав, близок пријател. Знам дека и вие се знаете и се сакате приватно, дека си се дружите. Не знам, има некои стварно песни на кои што идва и чекам да ги слушна и мојата публика, па и да видам каков ќе биде фидбекот, затоа што навистина искрени приказни има во овој албум, кои што ќе покажат на друга страна од мене. Има многу страни од тебе? Па има многу страни од мене. Да, мислам дека во секој од нас има многу страни. Морам да ти откриам ексклузивно дека имам баш песна за ментално здравје во мојот нов албум и можеби ете ќе беше добро да гостувам после таа песна. Ќе откриам дел од рефренот текстуално. Ајде. Ексклузива за се за тебе. Во срце. Значи рефренот оди вака. До кога можам јас да чувам, кога капка фали да ми прелија, кога свет се руши се јас згубам, а глумам кога да ништо не ми е. До кога, до кога, до кога? До кога се вика песната. И ова е еден од реките текстови што не е мој. Текстот е на Лазе. Не е твој. Да, знаеш дека генерално сите текстови се мои. Текстот е на Лазе, што исто така ретко се е пројавува како текстописец, нели, обично стои позади музиката и аранжманот, меѓутоа кога поминував низ еден многу тежок период лани, во кој што он беше првиот слоборец до мене и буквално знаеше ни што све проаѓам, многу работи споделував со него. Стварно ми помогна да пројдам низ некои работи на колку што е можно по едноставен начин, ако воопшто беше тоа можно. Од таму и трна инспирацијата за оваа песна и тој ја напиша за мене. И ми се јави на вечер, не знам 11 сат, и ми вика: "Срц, напишав една песна, да чуеш, мислам ептене ко за тебе." И ми ја свири на клавир, ми ја пена телефон. Ова е песна за мене, нема си ја дал. И така едве чекам да ја слушне публиката. Искрено, дури сакав да ја промовирам малку порано од што беше замислата, ама имам сега некои други проекти, па ќе почекам малку, но до крајот на годинава сигурно ќе излезе како дел од мојот албум или како сингл. Имам многу прашања. Значи, вака се многу работи ми нафрли, меѓутоа ајде ќе се задржам на твојот однос со Лаза. Тешко ли ти е да се впуштиш кај друг продуцент, да ти искрира, да ти музицира, да ти направи ново музичко дело? Мислам дека општо не станува збор за одлука. Ние сме веќе како фамилија. Буквално
многу добро ме познава. Значи, дури не знам дали ме познава некој подобро, освен некои што ми се стварно блиски пријатели и моето семејство. Значи, јас Лазе го гледам како дел од моето продолжено семејство, буквално. И тука веќе не станува збор за бизнис и за работа. Ние сме многу повеќе од тоа. Така да некога правиме музика, секогаш тргаме од една друга точка и друго место, никогаш не е со некоја кауза дека нештото мора да биде хит, иако секако дека мора да има некоја комерцијална цел на се што работиме, нели? Затоа што сепак се обраќаме на публика која што треба да слуша нашата музика на крајот на денот. Меѓутоа, не знам, некако мислам дека многу веќе дишиме како едно во музиката и во студиото и толку многу проекти имаме што доправа треба да бидат промовирани, на толку многу проекти работиме што не би го менувала Лаза за ништо. Секако сакам да соработувам и би соработувала можеби во иднина и со други, па како и музичари, така и продуценти, меѓутоа Лаза ми е многу повеќе од продуцент. Професионалист. Како? Да, дефинитивно, па да, како што кажа, баш ми е како семејство, како брат. Дали треба да ти биде како брат за да искочи добро музичко дело или може да биде и некој друг продуцент? Па не би знаела. Не, навистина не знам, мислам дека секој музичар и уметник има некој свој начин на создавање и дека секој од нас е различен. Ова го знам затоа што со кој да соработувам, еве пример со Таско ќе го кажам, како исто така мој доста близок пријател. Всушност кога доаѓавме на тебе во студиото, му сеевме во кола, имавме некој пренк што ме наместија дечките од твојот тим, токму со Таско. Петар. И точно погодив како ќе изреагира, толку добро го познавам. Зборот ми е дека со кој да соработувам, бидејќи сум соработувала и со други музичари и артисти, секогаш некако различна е енергијата, различен е процесот, различен е начинот на креација, така да убаво е кога се мешаат енергии, кога се соработуваат артисти. Според мене треба многу повеќе да соработуваме во иднина. Јас стварно сакам да соработувам и имам многу проекти кои што и допрва треба да бидат промовирани, што се исто така со повеќе луѓе како дел од креативниот процес. Велиш дека ти е Лазе како брат и буквално таму некако си отвараш душичката. Како би то опишал кога вака би помислила кога ќе бидеш во негово друштво? Како мислиш дека тебе би те опишал? Треба него да го прашаш. Може би ќе ти дојде. Да, али ти што мислиш? Што би кажувале луѓето за тебе кога веќе таму се оставаш? Морам да ти кажам дека он ме охрабри да дојдам. Да знаеш. Кога ми пиша ти пред некој ден, јас нели ти го кажав ова со астрологија, со звезди едно друго и му викам што мислиш? Ми вика мислам дека треба да дојдеш пошто еден од ретките подкасти и емисии кај што може да кажеш нешто и на други теми, а не само на тоа кој ти ја правеше песна. И ми вика баш мислам дека и ти имаш што да кажеш на некои теми затоа што ме познава толку добро. Како би ме опишал Лазе? Па не знам. Емотивна, тоа сигурно. Како искрена, како лојална и како можеби како автентична и откачена малце. Па убаво те опишува, не? Да, и како многу емотивна сигурно. На кого си најлојална вака во животов? Еве на Лазе точно правите заедно. На моите блиски пријатели, еве да ги кажам, тие се неколку се бројат на една рака бидејќи нели како што старееме и созреваме, сваќаме дека блиски пријатели може да не бидат само неколкумина бидејќи едноставно that's life, нели? И дефинитивно најлојална сум на моето семејство. Теа, да ти кажам, минатата година не беше лесна за никого. Мислам дека и она што го спомна ти, тесно се поврзува и со тоа што беше. Дали ова сега ти што го спомна со менталното здравје таа песна, мислиш дека е тесно поврзана и со настанот што се случи минатата година? Па дефинитивно да. Таа песна што ја спомнав произлезе токму после тој период, баш во тој период, што мене, како што знаеш, многу ме погоди. Јас имав еден период кај што не излегував од дома со недели. Буквално јас март, април, до средина на мај, можеби ја немав излезена од дома. Мислам, така е зборот, нели, ќе излезеш за некои најосновни работи што мораш. Не знам дали постојат прави зборови да се каже, како што знаеш и ти, многу е тешко да изгубиш близок човек. Мислам дека никој не знае како е додека не му се случи, за жал. Ете, во мојот личен пример тоа патење траеше многу долго, затоа што знаеш каков беше развојот на настаните и како лошо заврши се. И не знам дали има некој соодветен совет што може да се даде, затоа што јас не се согласувам со тоа дека времето лечи се и дека како што проаѓа, така ќе ти помине. Мислам дека можеби времето не учи да живееме со празнината, но сепак треба да научиме па да бидеме и благодарни можеби, затоа што ете јас се трудам да бидам благодарна што сум го имала и тоа време што сум го имала со тие луѓе, што биле таков дел од мојот живот, од моето секојдневие, што сум имала такви прекрасни луѓе во животот. Така да не знам, стварно ми е тешко кога зборувам на овие теми, иако ете помина некое време,
ради тоа и можеби и сакав малку да го одложиме гостувањето кај тебе, зашто знаев дека ќе се вознемирам. Ама еве добро ми оди. Се трудам. Што би кажала, па не знам, за некој што проаѓа низ нешто слично, бидејќи сите ние за жал таков е животот, нели? Сите ќе изгубиме некој по пат. Да не се затвараат во себе, да побараат помош, да имаат кого да држат за рака низ бурата и тешките моменти. Кога би требало да му се заблагодариш на Лазар што бил со тебе во тие тешки периоди, сепак ти бил потпора на некаков начин, ти помогнал, па и ти напишал текст со убава цел за ментално здравје, што е тоа е тематиката на овој подкаст. Што би му кажала? Еве, он не знае. Знае он се што да му кажам. Знае кога го сакам што. Фала му за се. Тоа би кажала, знае. Мислам сум јас сум човек што многу искрено и отворено искажува емоции со блиските и со луѓето што ги сака и со пријателите. Сите секогаш знаат колку се сакани од мене и всушност морам да се надоврзам на претходниот муабет кој што го направивме, затоа и мислам дека тоа е толку важно, зашто никој од нас не знае колку време имаме тука и кој до каде ќе биде во нашите живот. И секогаш треба да им кажуваме на луѓето што ги сакаме дека ги сакаме и колку ни се важни, затоа што треба да знаат. Мислам дека и за мене беше тоа лекција, животна и за сите многу луѓе кои што изгубија свои блиски во таа навистина немил настан беше за цела Македонија. Се надам дека од таа точка до сега работата на себе е најтешкиот чекор да го направиш, па и менталното здравје. Дали мислиш дека во некои дадени моменти почувствува потреба да се обратиш и на постручно лице? Морам да ти признам, на оваа тема баш размислував пред да дојдам тука, затоа што нормално дека размислував дали треба да одам на психолог и да одам на психолог и не отидов. Најтешките моменти ги поминав без да отидам и после кога некако застанав на нози и се вратив во ритам, осетив дека сум окей. Што не викам дека треба да биде пример за секого, напротив, меѓутоа јас морам да потенцирам дека јас имав многу добар сапорт систем. И тука зборувам и за моето семејство, кое што ми даде огромна поддршка и љубов и беа цело време покрај мене. И моите блиски пријатели знаат кои се, нели неколку се, меѓутоа сепак имав навистина луѓе околу себе кои што многу ми помогнаа, со кои што разговарав на сите теми многу отворено и мислам дека тоа е можеби најважно да имаш, како што кажав претходно, некој што ќе биде со тебе низ тоа. Нормално доколку некој чувствува дека треба да отиде кај стручно лице да разговара, секако мислам дека тоа е секогаш добро дојдено. Не велам дека во иднина доколку имам потреба не би посетила. После тој немил настан, како изгледаше денот кога требаше ти да влезеш во студио да снимаш или не знам да напишеш песна, нели за вас тоа не застанува или? Искрено, долго време не можев да настапувам. Кога станува збор за студио сесиите, тоа многу лесно се врати во студио, затоа што тоа е местото каде што го наоѓам својот мир и кај што наоѓам инспирација и волја за живот. Мене креирањето ме инспирира, меѓутоа настапот, на пример, кај што настапуваш пред огромна публика, која што очекува од тебе само добар вајб. Имаше еден конкретен настап летово што ми беше исклучително тежок. Имав многу тежок ден со многу лоши информации и вести и вечерта требаше да пеам пред полн клуб и тоа баш во Скопје. Не знам, еден од најтешките сега денови во животот. Не, за жал сум имала и потешки денови, нели? Но стварно ми беше тешко и јас не сум склона кон депресија општо како карактер и како темперамент, но сум склона кон анксиозност и мислам дека лани го допрев дното во анксиозност дефинитивно. Кога ќе кажеш дното на анксиозност, па имав панични напади, не бев ич добра. Мислам тоа долго време траеше. Со тоа што имам една добра ситуација кај мене у глава, имам едно копче што знам да го стиснам кога имам настап или нешто, кај што можам да се вратам брзо на себе, ама после тоа пак не се сеќаш добро, нели? Затоа што овој лајфстайл знаеш и ти каков е. Мора да си професионален. И никој не те прашува дали тебе ти е добар денот, дали тебе се пее денес, дали си ти расположен, а може да не ти е денот од ниту еден аспект. И јас знам и блиски луѓе и колеги кои што морале да настапат после многу сериозни животни ситуации и предизвици. И смртни случаи, и свашта нешто, кај што реално професионалноста бара од тебе нешто што ти можеби психолошки не си спремен да го испорачаш во тој момент, а ета некако мораш, ти се наметнува да мораш. Мислам дека настапите ми беа многу поголем предизвик. Сега сум доста подобра, веќе некое време.
Ма студио сесиите секогаш ми се место каде што го наоѓам мирот. Кога се напиша таа песна што ја најави дека ќе излезе? Па, Кога се пишуваше? кога се всушност? пишуваше? Да. Тоа беше некаде, не знам, мај-јуни 2025 година. Да, Брзо време. Па, Мислам, па лани, да. пред летото, лани пролет, така нешто. И не само таа, многу бевме инспиративни и креативни тој период. И всушност голем дел од песните кои што ќе се најдат на мојот албум се понови песни кои што се случиле. Од најтешките работи пак на крај излегува нешто Нешто убаво. убаво. Тоа за мене е баш онака интересно за обзервација како уметник и на крај сите што се бавиме со некаков тип на уметност, верувам ќе се сложат со мене, дека и од најтемните места излегуваат убави работи. Ти си ми посебна личност на целава естрада, морам да ти кажам, без да те ласкам, иако вака се познаваме и се дружиме, имаш некоја посебна енергија, уникатна си, се Веле, фала ти. двоиш, се двоиш. Ми значи стварно. Тоа е нешто на што и се работи да се одржува таа енергија. Како тоа го правиш? Еве, некојаш можеби не ти е денот за инспирација да пишуваш текст, бидејќи си насвистена многу добра во пишување текстови. Еве мене нели не ми излега од глава песната "Не ми троши време". Цело време се слуша во кола, цело време и дома. Како правиш да надминеш пример некој ден кога не ти се пишува, па сега ми се пишува? Како тече твојата Кога не ми креативност? се пишува, не пишувам. Ништо не правам со сила. Поготово кога станува збор за уметност. Се случувало, еве, конкретно пошто зборуваме баш на теми за студио, како изгледа нели процесот на креирање на песна. Значи, имало сигурно неколку пати низ овие 10 години колку што отприлика работиме со Лазе, да јас дојдам во студио и да и двајцата нешто не ни е денот, Кафе сме непродуктивни, кидаме, јадеме нешто, некоја добра паста, у тетова добра паста има да знаете. И тоа ќе речеме, окей, тоа е, ќе доеш пак за недела дена. Значи, не се форсирам. Во работите кои што треба да се креативни, гледам да ако не сум едноставно инспирирана, да си го земам времето што ми е потребно. И исто така имам многу песни кои што кога сме го правеле демото немале дефиниран текст и ако текстот зависи од мене, седат по година дена доека ја не го напишам. И тоа некогаш не е механичка работа, само седни, плукни залепи ќе напишеме тука текст на брзински. Иако модерната музика многу често и бара малку таков пристап, некогаш бараш зборче што ќе ти залепи, што ќе звучи кул, ама ете не во секоја песна тоа може да се примени. Тие што се со малку по конкретна искрена приказна бараат малку по, не знам, друг пристап, би рекла. Автентичност. Па да. Некаде. 20 мене лично ме потсетува на Taylor Swift, имаше некој албум, ако не се лажам, ако не Стварно? грешам. Да. Баш 22 или нека друга 22 или бројка да песна не некоја 20, без разлика. Меѓутоа, еве, она како артист, она цел живот си го прераскажа во песните и она е во ред со тоа. Сега, колку си ти во ред со тоа, нели сакаш да споделиш некој приватен момент, па там би било убаво да не раскажеш што е тоа околу 22. Колку ти е потоа еднаш ќе го напишеш, ќе го средиш се и викаш леле сега треба да го пуштам и потоа може ќе ме прашуваат. Па ме Како оди? прашуваат секако. Еве јас сега те прашам, што е со 22? Конкретно за таа песна? Да. Па тоа е една приказна што мисли има мене лично случајно на 22 години, искрено, како тргна целиот текст, зборувавме со Лазе на која возраст ни се случува некој преокрет животен и на која возраст на нас лично ни се случило нешто што не освестило или разбудило, нели? За мене тоа беше токму навистина на 22 години, ама таа некако возраст мислам дека и кај многу луѓе има одирана некоја поклучна улога, затоа што тогаш ете завршуваме факултет, влегуваме во светот на возрастните, некако мора да пораснеш на 22-3 години тука на тој период. Почнуваш да растеш, Да, сваќаш. па да. Не, ти се менува нешто. Конкретно мојата приказна е љубов, нормално. На кого не му се случило љубов? Па да, да. И така тоа ми беше, не знам, можеби прво кршење на срцето. Прво нешто што ме скрши така малку ме раздрма. Што се случи? Па ништо, имав еден дечко, многу го сакав и раскинавме, мислам класика прича. Ништо Добро, посебно. добро. Мислам немаше некоја кој знае каква драма, ама тоа е доволно на таа возраст, ако си искрен, така тогаш си чист, мислиш дека сите така приоѓаат на се, знаеш. После тоа кога ти исчелиш животот во три шамари, после малку друг ше гледаш нели на се. Валда не се тоа некои јаки шамари. Па зависи, у мојот случај имало и јаки и слаби, се шалам. Но не, навистина тоа ми беше некако прва таква ситуација, ете на токму таа возраст и ме инспирираше за да ја преточам во песна. Искрено, без разлика, ета и да ме праша некој, сега пак јас тука никаде не кажувам име и конкретна ситуација, без преголеми детали,
Плюс тоа не се работи за јавна личност, така да многу би било и глупаво да навлегувам нели во таква. А што ако ти пише таа личност? Се препозна. Па, Се препозна ништо уписнава и ти стага. рече тија зашто сега пак? Тоа за после мене толку време? древна историја, нема врска. Нема врска? Да, Да апсолутно. не се реобнови нешто. Не. Не. Добра инспирација. Добра. Добра инспирација. Секогаш сакам да се навраќам на своите лични искуства, бидејќи мислам дека сепак најмногу не инспирираат нашите приказни. Колку и да црпиме инспирација од нашата околина, тоа што на нас лично ќе ни се случи на крајот на денот е тоа што не дефинира и направи тоа што сме денес. Артистите, пеачите важат за едни од луѓе со најголема самодоверба, барем така изгледаат. Како изгледа ден кога немаш самодоверба? Дали постои таков ден? Не Денеска ми постои доаѓаш таков. и си цилата, сјаеш, зрачиш. Дали е тоа така секој ден? Еве да им доближиме и на нашите гледачи, има и помлада публика и повозрастна, дека теа е сосема нормална девојка и покрај се што има во својот живот и добро и лошо, периоди се во прашања, која е денеска теа? Знаеш како, јас искрено никогаш не сум се преоптоварувала со тоа дали имам моментална самодоверба или не. Нормално има денови кога сум лошо расположена. Има многу често, секој има, нели? Пример, да сум денеска у лош мут и да треба да дојам да давам интервју, па ќе се осети на енергијата, не можеш да го фејкаш тоа. Мислам, мене ми се случува, како што знаеш, работа ми во радио и таму сум јас секој ден, од 12 до 2, 2 часа за тоа, во етер, не ми е мене издвајбот секој ден. Некој ден сум топ, некој ден сум, некој денови ни сама себе не се свијам, како енергија и тоа е нормално, ние нели луѓе сме, а само довербата никогаш не ми доаѓала ни од професијата, ни од изгледот, од ништо врзано со тоа, затоа што многу е лошо ако доаѓа од такви superficial работи. За мене тоа се површни работи. Треба да ни доаѓа само довербата од сосема други места. Дали дел од твојата самодоверба е она што ти е односот со сестрати, со домашните? Како се советувате дома? Интересно прашање. Со сестра ми сум многу блиска. Разлика сме 15 години, така Ома да. ти светкат очите, само да ти кажам. Да, кога Да. зборам за неа, значи тоа е таа чиста љубов. Разлика сме 15 години и она кога се роди, јас прв пат во живот плачев од среќа. Тогаш дознав дека такво нешто постои. Значи прв пат се запознав со една нова емоција. И премногу се сакаме, мислам, логично. И како што расте, буквално ми станува најдобар пријател, најдобра другарка. Се споделуваме. Значи, дечковци, проблеми, вака, така. И кога ќе ми каже нешто, свикам како е можно детенцево, не е дете, веќе женска е цела. Девојка, тинеџерка, Те стига. Попаметна од некои ликови во моево секојдневие, значи стварно сум горда на личноста во која што таа прерасна. Исто така имам и брат, он е измеѓу нас, сестра ми е најмала. Тој исто така се бави со музика и со него често се советувам на музички теми, свиреше тромбон. Сега со нешто комплетно различно се занимавам, меѓутоа се уште музиката му е па и хоби, меѓутоа и прави песни, пишува текстови исто така. Работувате? Па има една песна негова што јас сакам да направиме заедно и така нешто договараме, така да Фамилиарна песна. многу интересна и преталентирана. Сега искочи дека си го фалам, ама навистина е така. Ќе ти ја пуштам после, ќе ми кажеш мислење. И има една од песните кои што мора да направиме заедно, така се договоривме. Баш Во ќе си секој случај израдам. моето семејство, морам да ги спомнам и моите родители, значи моја најголема поддршка уште од многу малечка во се што правам. Од секогаш ме поддржувале безрезервно, никогаш не ми рекле што у Македонија пеачка, пошто реално знаеш и ти колку не е така романтично реалноста, ова што го работиме и колку е потешко од тоа што може би изгледа од страна. Меѓутоа од секогаш верувале во мојот сон и моја најголема поддршка, но и најголеми критичари се разбира конструктивно. Се советувам со нив за се. Песната не ми троши време, ти ја кажав и надвор од камерите и сега, значи навистина е апсолутен хит моментално. Сакам да верувам дека и се што ќе доаѓа следно ќе биде. Едно интервју те следев кажа дека се што доаѓа ќе биде твое лично, ќе имаш твој подпис, е дел од твојата животна приказна. Што се случува со оваа песна? И тука ли има приказна? Збор се вистина.
Значи ти ќе бидеш нашата македонска Тейлор Свифт. Па изгледа натака и да муавето. На вистина е лична приказна, со не ми троши време, да ти кажам најискрено кога ме праша тоа во едно интервју што тоа валјда си го гледала истото. Да. Јас го тропнав тоа, така искрено ми дојде тој момент кога што ме знаеш. Да. Дека така знам да си стрескам нешто, баш така некако си сосе. Немав таков план маркетиншки да го возам у тој правец, него така ми дојде и така си го кажав, ама на вистина е тоа нешто што ми се случило и тоа баш така можеби и ублажено е кажано. Облажена? Па малку да, сега не можеш да навладеш. Теја ти не мислиш за човек што може да биде груп? Мислам груп. Тежок збор може. Да упати такви во кој некои контекст? непријатни зборови во таа песна, не ми троши време ако тоа е помекото. Па добро, Или? тоа е помекото, тоа што се случи реално. Не ќе да навлагам во преголеми детали. Да. Но како што кажа, да, се трудам, на вистина мислам дека тоа и можеби ме прави различна од другите сега. Па да, тоа што секогаш сум дел од авторскиот тим и што тоа што го пеам на вистина искрено и нешто што е дел од мојот живот, а не приказан што некој друг ми ја напишал само да испеам. Знаеш каков впечаток сега добивам за тебе кога зборуваме вака за песни, дека во секоја песна има своја приказна. Чувствувам дека ти си тежок љубовџија. Сум. Леле. Да, јас сум романтична душа, што да Ти ти си кажам. романтична личност и многу ќе ме интересира твоја дефиниција за љубов. Еве, ментално здравје, сакајте се себе си, сакајте ги другите. Како ти ќе дефинираш љубов? Како емоција? Па љубовта е се за мене на светот. Буквално не е љубов само помеѓу партнери, нели помеѓу не е љубов само врска, брак. Љубов е движечка сила за мене најголема. Љубов према се што правам сакам да имам, ако немам љубов него не правам. Искрено, ама ете веќе ако е во врска, има голема разлика од првиот жар, спарк и искра до тоа што е после што прераснува во љубов. Да си со некој во добро и во зло, затоа се такви нели заветите што се даваат во црква, претпоставувам. Тоа за мене е љубов, да си му на некој лојален, искрено да го сакаш сите доблести и мани. Ќе се најде ли такво нешто? Има ли во денешно време? Апсолутно. Знаеш ли зашто јас верувам во љубов? Затоа што знам како ја сакам. Е, тука си во Најискрено. право. Најискрено. Тука си во право. Тука ја можам за себе да гарантирам, ама после тој мост Па ќе бараме некој како нас, Бенинче. ќе си се дружиме, јас и ти ќе чекаме да Ќе дојде. чекаме да па, јас Совршениот. верувам дека постојат уште добри луѓе. Сум запознала низ животов. Сега нели не со секој секогаш ти е судено, некогаш има универзум од други планови, но верувам дека постои љубов и вистински луѓе, само можеби некогаш треба и малку среќа да ги најдеме во прав момент. Возвратена ли ти била љубовта? Па секогаш. Љубовта за да биде љубов мора да биде возвратена, според мене, инаку не е љубов. Како што ти сакаш или како што се они? Тие личности. Секој сака како што е тој самиот. Никој не може да сака како ти што сакаш. Ти сакаш како што сакаш ти, а тебе те сака така како што таа личност знае да сака. Понекогаш е тешко да разбереме дека некоја личност така знае да сака. Сум била баш во таква ситуација. Тоа не е така одамна. Многу тешко е некој да му ги разбереш ете механизмите, па дури и траумите, причините зашто прераснал во таква личност. А мислам дека разбирањето може би е темелот на сите односи. И ете и тоа би го додала во дефиниција за љубовта. Многу е важно да постои огромно разбирање за се помеѓу двајца. Знаеш кога јас разговарав со психолог за тема чувства, бидејќи нели Ресет е подкаст за ментално здравје, не обкружуваат чувствата, емоциите. Обично ме прашуваше вика за танцот. Кога танцувам, тоа обично го правам кога сум среќна. А ме вели, а зашто не го правиш кога си некојаш тажна, кога си некојаш љута, не знам, не ти е денот. И тоа е вика емоција. Апропо на нашиот муавет околу песните. Значи, правиме кога ни доаѓа моментот, а кога сме нерасположени, тогаш никогаш не пишуваме. Замисли кога би пишувале, какви песни би излегле? Мислам, тоа во светот има на англиски, Значи, да не ги јас морам да спомнувам. потенцирам тоа што го кажав преска. Не мислам кога сум нерасположена, кога сум била љута, нервозна и сум имала нека конкретна работа која што многу ме изнервирала, пример, вознемирила. Од тоа се излезени најдобрите проекти, најдобрите песни. Па еве на пример Ушевени. Тој текст е мој, исто е од моја лична ситуација што тогаш ми се случи и тоа е една од ретките песни што јас дојдов во студио со текст, па према текстот ја правевме песната. Значи, ти имаше таков ден, Не беше ден, беше ситуација. Ситуација Меѓутоа, веќе се насобрала. многу често излегува од нешто
тешко, лошо или така катастрофа во животот, па нешто окей. Така да го мислев тоа кога го кажав дека кога не сум расположена, како некогаш едноставно некој денови си burnt out и не си фокусирана на работа. Ама дефинитивно мислам дека нервозата може да биде одлична инспирација. Види како артист, за тебе голем лек е во тие периоди кога чувствуваш и убаво и ете нешто потешко, да седнеш на лист хартија тоа некогаш да го исфрлиш. Најмалку инспирирана сум била кога ми било најубаво во животот. Така да знаеш. Која е таа психологија? Да. Кој период било тоа да знам? Не знам, пред 2-3 години. Подолг период имав кај што бев тотално неинспирирана, пошто си ми беше супер. Што ќе пишеш кога светот е топ, онака. Зошто? Еве, зошто тоа е прашањето што сите си го поставуваат. Зошто артистите не пишуваат кога им е најубаво? Добро, кога се во хајп, така во, знаеш, заљубеност, на пример, тоа е друго. Меѓутоа, кога си во нека стабилна емоција на да ти е се подредено, значи, уствари тоа е добро ментално здравје, реално. Тоа е Ами зубови вистинскиот работи? мир. Зубови работи се пишува да се пее? Најтешко се пишува за такви работи. И на светска сцена е така. Еве баш оваа тема сега скоро ја зборувавме во радио. Баш многу сличен муабет на овој правевме и единствен артист на кој што мене ми текна на светска сцена што успешно пишува за среќата е Джейсон Мраз, не знам дали го знаеш. I'm Yours е реално еден од најголемите хитови. И по тоа колку голем хит беше таа песна, сваќам дека луѓето исто сакаат слушаат среќни песни, ама тешко се пишуваат среќни песни. Изгледа. Јас ќе те предизвикам на тоа. Имам некои такви, не дека не. Нешто ново да не извадиш. Имам. Имам и такво нешто. Имам многу работи, те прашам, јас сериозно не знам ни до која мера можам да отидам. Меѓутоа пак ќе се задржиме за менталното здравје. Колку мислиш дека е важно да се зборува ментално здравје во наше општество? Дали си можела некогаш да препознаеш кај твои блиски или ева сестра или било кој домашен дека низ нешто поминува па можеш да му помогнеш? Мислам дека се почесто се зборува последниве неколку години и тоа ме радува што се подигнува нели свеста во општество и наше во светот веќе некое време и нормално дека е важно да се зборува затоа што е подеднакво важно менталното здравје со другото здравје, значи директно се поврзани. Така да нормално препознавам во мојата блиска околина ако некој има проблем и секогаш сум тука да помогнам. И обратно, важно е искрено да се зборува на сите теми со блиските луѓе. Само така може да бидеме добри. Ако имаме вистински луѓе околу себе со кои што може да споделиме се низ кое што проаѓаме. Дали ти има некој разочарано? Пример, разочарано во смисла, не знам, си очекувала подршка, не си ја добила. Што не е нешто ново, добро, нормално, ама да. Како ти си се носила со тоа? Сепак вклучува тоа и ментално здравје. Па добро, сум се носела со тоа. Сум имала разочарувања и поготово, сум имала и последнава година две скорошни разочарувања. Се направи некоја чистка околу тебе? Па или? да не ја направив јас, некако спонтано се направи чистката, кога поминуваш низ тешки работи ги гледаш вистинските луѓе кои никогаш не биле. И некако се кристализираат сите работи. Плюс тоа јас имам една теорија дека после некои такви тешки работи што ќе се случат, мислам дека се менува хемијата на во мозокот за секогаш. Буквално трансформативно искуството те променува за секогаш и тебе. И ти кога веќе не си истиот човек, нормално е да можеби не можеш да бидеш окружен со некои луѓе. Ако ти си отишол понапред или си се променил во некој правец, а ти е во друг или не знам, не биле покрај тебе кога требало. Така да тоа се некои нормални работи кои што мислам дека сите проаѓаме низ тоа. Сите сме биле разочарани понекогаш од пријатели, од блиски луѓе, од луѓе што сме мислеле дека не се блиски. Мислам дека секој проаѓа низ такви работи. Кога последен пат ја отвори твојата натална карта? Вчера. Вчера. И ти се вчера погледна и велиш утре ќе гостувам кај Нина. Ќе биде ли погоден денот? Што ти вика? Леле прашања, ама не очекував овој правец да тераме. Океј беше, видов дека треба да бидам океј, да пазам на некои се шалам. Така да малку тензичен период е општо глобално за сите нас, некоја промена на енергија има за кој верува нели во тоа. Не ќе сега да наметнуваме тука наши убедувања нормално. Само тема, да. Па за тоа и знам дека така малце специфичен енергетски период, меѓутоа не е важно, знаев дека ќе имаме убав муабет и секогаш имаме добра енергија заедно, така да
решив да ризикувам. Кај мене да ризикуваш, кај мене Да, е да најбезбедно. А што ти вели таму? Еве са мене тогаш ми погледна дека ќе доаѓаат убави моменти. Кај тебе ќе се расчисти ли тоа? Се сакаш да си прогнозирам тука за да после направиме Не, нема сигурно нека тоа го компарација, пишеме така, ако да е видиме пишено. што се случило. Па, искрено добар период ми следи од летова натака. Да. И на мене во сличен период ми почнува добриот Од период, летова? затоа што и двете имаме некои планети во лав таму, а Јупитер ќе влезе во лав, па Лелелелеле, Ки тргне. лават. да. Што мислиш за колегијалноста на вашата сцена? Па, дали постои доволно, можеби не, но дали ја има, јас мислам дека да, затоа што јас имам пријатели помеѓу колегите, навистина имам, и што многу си ги сакам и што ми се блиски, за Таско го спомнав. И не само Таско, имам повеќе луѓе со кои што се дружам и комуницирам со некои и секојдневно. Нормално, тоест не е нормално сите со сите да се дружат, тоа е едноставно и во секојдневие не можеш секој да ти биде другар. Нели? Не може со секој да си кликнеш. Така да претпоставувам дека тоа е некој природен тек на работите. Можеби треба да има повеќе, како што кажав, од аспект повеќе да соработуваме едни со други, да има повеќе и колаборации. Меѓутоа чувствувам дека можеби некако почнуваме да соработуваме повеќе едни со други. Доста соработки има периодов и јас премам неколку, така да верувам дека ете некако ни се подигнува свеста на тоа поле. Што ве спои со Таско? Ве гледам дека имавте песна, се повторно го спомнуваш дека се Имаме уште две песни иначе. Имате уште две? Да, работиме на уште едниот проект веќе е снимен со спот со се, веќе некое време, но некако некои работи у тајмингот од одредени причини па тие што ги зборувавме преска, решивме да го преместиме проектот за малку понатака и треба да излезе оваа пролет. Супер песна, баш тоа е среќна песна. Така. Која песна? Таа со Таско што имаме, што ќе излезе како втор заеднички проект. Мислам среќна. Таква е кокетна, со убав вајб летен, баш е онака лајт песна. И работиме на уште една песна, како што кажав, а што не спои? Па добро ти е прашањето, што не спои, јас стварно не знам, јас како Таско како брат го гледам и он мене како сестра. Ти приметувам дека селектираш многу добро, кого пушташ околу себе, значи имаш добар селективен систем, Да кој допушташ да биде до тебе, барем мислиш така дека е? Барем така ми даваш печаток, поправиме ако грешам, значи за Лазе заклучивме дека исто така го ставаш во една форма, фигура брат, така? Така, да, дефинитивно. Второ, сега слушаме за Таско. Со Таско многу интересно се кликнавме, не очекував дека толку ќе се спријателиме искрено. Мислам, јас и фамилиарно се дружиме и со Таша, неговата сопруга, и со неговите дечиња се знам и кој што на Таско мој кум ни ги снима спотовите сега веќе и на мене, ми е видеографер. Така да така некако ние се сплотивме, цела екипа се дружиме, сте заедно и многу спонтано тоа се случи. Некако кога почнаме да соработуваме за песната за Макфест, за Сатурн, кој што морам да кажам дека еден од моите омилени проекти и Добра омилени песни, не знам, некако многу една од песните кои што ако треба да кажам дека ме опишуваат како артист, мелодиски и текстуално, можеби би ја избрала таа песна. Топ 3 ајде, да, не е една. Значи, ние не се познававме добро, се знаевме на здраво како си низ град и имавме заеднички и блиски пријатели, кои што не спојајте да дојде таа соработка. Меѓутоа, после како што нели ете Макфест бара одење во Штип, таму проведовме време заедно, се дружевме, хахара, хихири. Не очекував дека имаме толку заеднички работи од аспект на како се дружиме. Значи, он е другарчина, исто и јас, и така некако тоа не спои. Можеби не спои, знаеш, тоа што е фундамент кај луѓето, што ти е битно кај некој да е добар човек, каков другар е, каков пријател е, дали ако му сега му 2 ноќе, он ќе дојде да ми помогне. Така да тоа не спои. Верувам дека така би рекла и не само со него, со тие што ми се вистински блиски, како тие што ги истакна, со сите тоа е тоа што не врзува. Фундаментот тоа што не прави луѓе. Дали тоа значи дека ти се чувствуваш најсвоја, најкомфорна, можеш да го оставиш срцето вака пред нив, само пред машка особа, а женска? Не, дефинитивно имам и најдобра другарка. Не те слушам да кажеш сестра. Кажеш само брат. Имам баш таква другарка што неодамна се породи, сега е со бебчето дома. Сега овие се наметна како дел од музичката сцена и од тоа што го работиме, а инаку имам многу блиски другарки, не се многу и тие на број, се 2-3, но со сите ми е многу долго пријателството. Ете една од нив ми е буквално од дете другарка од зграда, во исто мало живеевме и цел живот се дружиме.
друга ми е 7-8 години, таа што ја споменав пред малку. И според мене, општо, женската енергија е посебна, женското пријателство е посебно кога е искрено, и е многу важно да ги имаме такви пријателства искрени во животот. Затоа што тој совет што ќе го добиеш од жена е сосема различен. Секако различно е од жена, различно од маж. Јас се сеќавам кога сакав да го поканам исто Таско да гостува кај нас. Имаше период кога кажа дека не е подготвен да гостува овде. Дали мислиш дека треба да човек да биде подготвен за да гостува во Ресет? Да, мислам. Велиш? Морам да станам на негова страна. Зошто е тоа така? Па минатиот пат кога јас ти разговаравме да дојдам, јас исто не бев подготвена. Некако проаѓав низ многу тешок период и мислам дека сепак треба да си добар и психолошки, у вајб и у енергија, и тоа што ми кажа дека сум добра енергетски. Не сум јас секогаш у најдобар муд како и сите, нели сте сме луѓе, поготово кога проаѓаш низ некои потешки работи во животот. Мене ми требаше доста време да се вратам во ритам и да си дојдам сама на себе и да се осеќам добро. Не одамна е тоа така. Мислам, може ние сме се сретнували, јас сум ти изгледала тебе добра, ама тоа не било реалната слика како јас се осеќам 24 часа нели во еден ден. А за да дојдеш тука и да зборуваш на вакви теми, треба стварно да ти е, не знам, вака се бело како студиото во глава. Заклучивме дека сепак ќе те паметат луѓето по твојата емотивност, по текстовите кои што ги пишуваш, и што уште би додала за тебе? Тешко прашање. Ме шахматираше сега. Па сакам да бидам позната по мојата музика. Зашто јас не сум реалити звезда. Не сум скандалозна личност и никогаш не сум била, никогаш не сум го ставала во преден план мојот приватен живот, ниту па сакам. Мислам дека тоа е глупаво. Сега секој нели си го бира својот пат. Знам дека многу често тоа име на луѓето поинтригантно дури од тоа што го работиме, затоа што секој сака да дзирне нели во тоа што тебе се случува приватно. Но сакам да бидам запаметена по мојата музика и се надевам дека истата ќе допре и ќе инспирира многу мина. Што го кажа? Thank you. Мислам дека до некаде и се ближиме до самиот крај, а јас не сакам да има крај. Јас сакам тебе ти даме да предизвик. Ако имаме таму некој ливче, може да ми подаде Многу организаторот. предизвици денеска, само да знаеш, и во кола навага која доаѓав и сега хајде да видиме што ќе биде. Ти ако пишуваш песна, например, за Ресет, Јас ти кажав тебе дека некои песни ги крчкам по 8 месеци. Мина. Ти Така ако да пишуваш ќе морам да песна за размислам. Ресет, Али ова знаеш, ова ти е предизвик за рапер. ама може да ќе биде дует со раперот, кај да знаеме, таа ќе почне приказана со тебе. Значи, слушај, ако ти си направила песна со Лазе и Лазе ти го пишал текстот за ментално здравје, јас сакам тебе да ти биде предизвик, ти да напишеш нешто, ева повели, нешто. Опа, две, тука сум, се слушаме? Да. Што би напишала, пример, за Ресет, вака, денеска ти за прв пат влезе во студио, ја виде цела екипа. За вас конкретно? Што би напишала некој прв ред, да видиме, ако може таму некој нека фати, ако не, нека напише. Што би пишала ти, пример, вака за Ресет? Да видиме како ќе изгледа тоа. Мора да биде со пишан збор, може да кажам. Можеш да почнеш некако. Ајде. Ја многу сакам да видам, затоа што зашто да не утре да имаме како химна некоја. Да биде во формат на песна, така да биде. Точно. Па види, ова не е мала работа, Ресет. Не знам ти како го тоа го чувствуваш. Дефинитивно не е мала работа, ама за тоа треба Еве ти добро ќе да се почнеш, размисли. ти ќе почнеш, па можеби ќе се приклучи некој рапер. Еве предизвик. Сакаме предизвици, сакаме да растеме. Видов дека неодамна ти беше гостин Тони Зен, така да. Ајде, со Тони Зен, добро. Го имаше ли он овој предизвик? Го имаше зад камера. Аха, камера. Ти пред камера. Ни треба зборче. Зборче, како се осеќаме, пример, Да. денеска после емисија. Не знам, чувство без теги. Може да пишеш, значи не мора да почнеш било како. Почни со два збора. Сакам љубов. Љубов кон себе. Како пишеш текст? Еве. Јас повеќе, знаеш како го гледам концептот твој. Искреност без граници. Затоа што, еве, мислам јас бев искрена, без граници. Гледаш како си даваш дефиниција, ми се допаѓа. Така да можеби така би ја именувала, ета. Искреност без граници. А за да се случи ресет, мора да сме искрени без граници. А раперот сигурно ќе прави ресет. Ќе прави некои интересни рими. Ќе не ресетира рапер. Ќе не ресетира.
Мислам дека може да поработиме на химнава. Би се согласила на ова? Зошто Како да не? предизвик? Би ми било задоволство, да. Ама ти да го пишуваш текстот. Да, апсолутно. Ке се предлавачам и посебно сега пошто сум инспирирана, како што кажав песната што ја имаме. Баш ми се и актуелни овие теми. И искрено еве да се надоврзам на муаветот нешто што него кажав, најголем драйв за 2026 освен професионалните цели кои што ги имам, ми е да имам мир. Значи драйв не мора да ти биде нешто да те и дрма горе-доле, туку тој што прошол низ тешки работи знае колку и што имал проблеми со анксиозност, долги периоди на немир, ќе ме разбере колку е бесценет мирот. Мирот во душа. Гостов јас во еден подкаст каде што бев прашана која е равенката за успех. Да, и која е? Што одговори дека Толку му тоа што ти го кажуваш дека мир е мирот, равенката за успех. мислам дека се што правиме во животот еднакво на нула, ова, мислам колку и да значи, нели, значи како проект, меѓутоа ако не си го имам јас твојот мир, џабе правам подкаст за ментално здравје, џабе од некаде тргнувам, кога пак се вртам во круг. Може и тоа да го ставиме во песна. Искреност без граници и борба за внатрешниот мир. Пишувај таму. Да го напишам? Да не заборавиш по тоа што ќе правиме. Може. Додека пишуваш ти само тоа како завршница, јас ќе им кажам на гледачите, не треба да се затвараме за можности, не треба да се затвараме за некои вакви предизвици, затоа што зошто да не, утре да излезе нешто што ќе остане, а ќе биде тесно поврзано со менталното здравје, и ако навистина може таа да направи песна за ментално здравје, зашто не да ги вклучиме артистите да прават нешто во името на ресет. Убаво кажано и не сам многу некако ми се виде убав муаветов и се што си кажавме денеска. Убаво ли ти беше? Па да, навистина да, некако... Не беше страшно, гледаш? Џабе тоа астрологијата. Не, сепак. Не, воопшто не се плашев, искрено. Знаеш дека знаев дека ни оди муабет и дека сме си искрени и отворени вака и дека ќе можам с тебе да се зборувам и дека дури ни е кратко времето. Имаме уште толку многу што да си кажеме. Но сакав стварно да имаме убав муабет, бидејќи ти ја пратам емисијата и многу ми се допаѓа се што се зборува тука. Мислам дека може да помогне на многумина кои што се соочуваат можеби со некои внатрешни борби и се надевам дека можеби и ние помогнавме на некој денеска. Се надевам дека ти помогне некому. Се надевам и јас. Драги мои, пред да се одивам со вас, само да ја кажам на Теа, многу ти благодарам. Ти благодарам јас од срце. Што дови време, Затоа што дојде, што се среди вака прекрасно и уште подраго ми е што те гледам после една година во подобра ситуација со себе. Ако трагата е по мирот, дај Боже да што побрзо ти се вдоми во твоето срце, да расцути и да стоплуваш туги души, да бидеш светлина во туги животи. Благодарам за се што ми посака, стварно беше прекрасно. Може и тоа да го ставим у песна. Нема да ми се расплачеш сега. Не, си ветив дека нема да плачам, само да знаеш, од дома така тргнав со таква мисла и издржав луѓе. Издржа до крај. Мушки издржав. Така да многу се радувам што дојдов, што бев дел од овој твој проект, за кој што стварно имам преубаво мислење. Знаеш, ти кажав уште пред да дојдам, ти ми кажа, ајде дојде да видиме како ќе си поминеш, па ќе ми кажеш. Еве ти кажувам дека многу ми е мило што отворивме теми што до сега никогаш не сум ги зборувала, можеби. Стварно ми беше задоволство, се надам дека можеби ќе дам повторно. Ќе дојдеш во многу пубаво издание, а за тоа понатаму. Сега нема да зборувам, да. Уште на шала ти многу од срце во името на целата екипа на Ресет. Вие, драги мои, не заборавите да работите на себе, да се ги гушкате најблиските, да ги почитувате, да правите се за нив, бидејќи како што кажа и Теа во денешниот подкаст, не знаеме кога е нашиот последен заеднички момент. Цените ги времињата поминати заедно. Љубете, отворете го срцето за светот, затоа што и тој може да го сврти целиот фокус кон вас и да ви почне животот на подобро. Се гледаме во следниот подкаст со нови теми. Чао!